Најмра мука, он не е крив, иако он отишол на граница и им рекол на сите отварајте рампи и не излагајте надвор да поминат луѓето. Гаши не е крив, криви се полицајците кои што работат за плата и кои што слушаат тоа што ќе им кажа надредениот најмра мука. Инаку најмра мука е казнет у полиција од внатрешна контрола неколку пати. На брифинг го кажува тоа, не ми побараа пасош полицајците и затоа си поминав, они се криви што не ми побараа пасош. А денес у интервју на Сител вика па не копии ни остави. А знае председателот на законодавниот дом дека не постои закон со кој што се дозволува со копија од пасош да поминеш граница. И во едната и во другата ситуација лажеш. Со Спирит во право си вели обезбедувањето на Африм Гаши е обезбедување на МВР, а не на Гаши, како таква наредба добива од МВР, не од Гаши. Точно. Па тоа го збориме цело време. Тоа го збориме цело време. Да, сега го прочитав. Наки вика Мило, зашто го спушташ нивото сега? Затоа што некое ниво имаше претходно на национална телевизија, човек председател на собрание не знае да склопи реченица. Кое ниво? Дополнително што пробува да излаже 1.800.000 луѓе што живеат у држава, 2.400.000 и надвор. Кое ниво? Јас разбирам политика, ова не е политика. Која била потребата ти да се мешаш во работата на службите на аеродромот? На граничен премин, во работата на полицијата, кој сака нека биде. Нели, како што рече, требало да важат законите подеднакво за сите, он бил застапник на тоа кој сгрешил што ако сгрешила косовската председателка, што она треба да иземеме од одговорност. Не види, она согласно Виенска конвенција, она може да помине на непроверена. Со најава. Со најава може да помине непроверена. Ама немало најава. Ама личниот багаж сакале да го скенираат и го скенирале и нашто натра хилта. Да, бушилица. Да, нашто хилта и ова е стварно. Да. Само човекот го чекам, изгледа дека го најавив, сега па и се крие. Иначе нашто е бушилица унатре, нели тоа хилта. Да. И тука бил проблемот, тука била хистеријата на Вјоса. Пошто вие виделе што има внатре. Сега, тоа е законите важат за сите подеднакво. Да. Процедурите на аеродром важат за сите. Ама Милошо не бија пуштиле без никаков проблем. Не е забрането на да го сега што виделе и сликале. Ама они морале да што се прави принт скрин? Не се прави принт скрин со телефон. И тоа е тоа сега. Заради тоа се прави таква хистерија. Ова Игор Манек хилта е за лично задоволство, бушилица. Само момент да ги најдам. Што? Абе, ако ги бараш да го погледнеме второто со овакво, па ќе го коментирам. Ајде, од Гаши второто видео за свадбарите. Добро, што е со случајот со вашето семејство кое што беше на семејна прослава во Косово? Има ли тука некаква одговорна за тоа што тие поминаа без никаква контрола на граница? Па не е точно ни тоа. Сите контроли се поминати како што е по закон. Значи, јас сум ги известил моето обезбедување и сите органи на државата, и МВР, и МНР, 2-3 дена предходно, сите податоци, сите пасоши беа скенирани, фотографирани, испратени таму, па пред тоа се поминати пасошите на границата. Како што е, не ги знам точно информациите, само знам дека ми бара податоци од моите семејство кои беа со мене. Значи, утврдена и ова ситуацијата, значи нема ништо. Добро, меѓутоа, еве, можеби има недоволно информираност на јавноста од ваша страна. Можеби јавноста не ги добила потребните информации. Ова што вие велите денеска, дека сте планирале да одите на Скопскиот аеродром и дека вашето обезбедување било таму како претходница. Да. Ова што вие велите денеска, дека претходно ви биле побарани пасошите, дека биле скенирани информациите и дека МВР знаеле кој ќе помине во тој момент на граничната линија. Почитуван Иван, јас затоа викам дека овие работи ќе беа да имавме нормална, рационална атмосфера,
во едно вакво интервју телевизиско за едно 10-15 минути ќе беа решени овие работи. Но да се креира толку фама, толку предозирање со дезинформации, потоа, знаете, ако пласирате 100 лаги, џабе ви е една вистина. Но, како и да е, јас сум убеден дека вистината ќе излезе на виделина. Хајде мајката. Не мислам, вистината ќе излезе на виделина, управо си. Ама вистината нема да биде добра по тебе. Затоа што гледаме дека па се обидуваш да излажеш. Рече ова се праќа фотографијата. Значи што кај пробува да излаже Африм Гаши. Значи Африм Гаши вика дека он однапред пријавил во МНР, во МВР дека ќе патува и они однапред му ги побарале пасошите. Еве, кривични дела против службена должност, злоупотреба на службена положение и властоење, член 353 во врска со член 353В. Вели член 353 вели службено лице кој со искористување на својата службена положба или властоење со пречекорување на границите на својата службено властоење или со неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години. 353 В вика службено лице или одговорно лице во јавно предпријатие или јавна установа која со повреда на законските прописи за судирни интереси или за совесно постапување при вршењето на дискреционо властвување со пропуштање на должен надзор или на друг начин очигледно несовесно постапува во вршењето на своето властвување и должности со тоа ќе прибави за себе или така натаму и така натаму. Значи како да ти кажам, Ова збори за случувањата на аеродром. Не, за двете. почекај. За двете. За двете. И за ова на граница што пуштил на аеродром, тој е граничен премин практично, и за таму и за Блаце. Одговорен е за двете. Добро. Ај сега да коментираме малку околу тоа што го кажа околу ова инцидентот со свадбари. Инцидентот со свадбарите и тука лаже, ама лаже суши. Зашто? Пушти го скриншотот. На брифинг самиот Африм Гаши кажа дека никој од граничарите од граничната полиција не побарал од него пасош. Ни од него, ни од луѓето што биле со него. Значи он вели, Гаши цитирам. самиот вика, ај исцитирај го. Јас никогаш од никого не сум барал да го прекрши законот. МВР требало да си ги провери пасошите на граница. Ова е цитат од брифинг со новинари на прашање на Инфомакс. Значи, он ги набедува МВР, полицајците практично, кои што работат на граничниот премин Блаце, сега ќе ги каже, ги набедува нив, они се криви, не е крив тој началникот. Како се кише началникот? Не можам да се сетам, ама може да го пуштиме скриншотот за тоа што се казнати Тој сите на Блаце. началникот, Сега. он не е крив, кој што отишол на граничниот премин, Најмрамука. најмрамука, он не е крив, иако он отишол на граница и им рекол на сите отварајте рампи и не излагајте надвор да поминат луѓево, он не е крив, Гаши не е крив, Еве сите се казнати. криви се полицајците кои што работат за плата и кои што слушаат тоа што ќе им кажа надредениот најмрамука. Инаку најмрамука е казнет у полиција од внатрешна контрола неколку пати. Па и него му помине и овој од учека командантов. Да, па најмрамука го возел. Најмрамука го возел. Што зборите се? И он прво вика, полицајците се криви, не ми побараа пасош, а на брифинг вика, односно на брифинг го кажува тоа, не ми побараа пасош полицајците и затоа си поминав, они се криви што не ми побараа пасош, а денес у интервју на Сител вика, па не копии ни оставив. Даде претходно неколку дена. А знае председателот на законодавниот дом дека не постои закон со кој што се дозволува со копија од пасош да поминеш граница? Он МВР пријави. Ама дали знаеш дека со копија од пасош не смеш да поминеш граница? Граница се поминува со важечки документ, важечка патна исправа, а не со фотокопија од патна исправа. Противзаконски е да поминеш граничен премин со фотокопија од патна исправа. Ако можело со фотокопија од патна исправа, тогаш сите ќе излага и немаше Летовска да има проблем
да си одат у Грчка. Нели кога идеа да се сликаат луѓе да прават панеги, ки идеа со фотокопии. Не смее да се напушти државата и да се помине граничен премин со фотокопија од патна исправа или друг личен документ. Може да се помине само со важечка патна исправа или личен документ издаден од надлежното СВР, тоест од МВР. И во едната и во другата ситуација лажеш, и во едната и во другата ситуација си одговорен, па и кривично си одговорен. Да не правам моабет, што луѓево, ни криви ни дужни, се казнети 6 месеци по 20%. Ни криви, ни дужни. Луѓево на граница. А знаете зашто? Мислам, ние знаеме зашто сте ги казниле. Вие сте ги казниле заради тоа што оваа информација ви излегла у јавност. Затоа ги казнувате. Затоа што мислите дека некој од полицајците ги истастал. Да. Мислите дека некој од полицајците ја снимил ситуацијата и ја пуштил до медиумите. И не знаете точно кој е и ги казнувате сите. А реалност е дека должност му е на полицајцот да пријави противзаконско действување од страна на негови надредени. Значи, должност на полицајцот е да обезбедува границата, крај на приказката. И да пријави... Полицајцот смее и да одбие наредба, ако е спротивна на законот, подзаконските акти. Смее да ја одбие наредбата, а мора да пријави вратрешна контрола ако ќе одбие, зашто ја одбива наредбата. Малтретирате полицајци, по 25.000 ме плата основица. И ги казнувате по 20%. Зашто? Затоа што не знаете од кај ви како ви процурила информација. Бруки невидени. И Мицковски излага денеска на изјава и вика идејата за интерпелација била глупава и шо рече? И несериозна. И несериозно. А ти као си паметен и многу сериозен, а? И ќе коментираш за други иницијативи, дали се глупави и сериозни. Ти као многу паметни. Ме ти знае... Не знам, еве, Значи, како да ти кажам? големината на скандалот. Да помине граница еден човек без да му биде побарана патна исправа е сериозен скандал. А поминале цела колона. Можеме да го погледнеме видеото, не мораш со тон да го пушташ на граница како поминуваат со колите. Значи тамо се гледа дека има најмалце 5-6 коли полициско обезбедување, дополнително уште 5-6 автомобили има кои што се дел од семејството на Африм Гаши. Практично 50 на 100 луѓе поминуваат граница без никој да им побара пасош. Па тоа е практично укинување на државната граница помеѓу Македонија и Косово. Не е тоа укинување на И па ако државната 50-100 граница. луѓе пуштиш на граница ти поминат без Не е тоа без да не ги е тоа регистрираш у укинување систем. на не. Шо? Тоа е нарушување на суверенитетот на Да. државата. Тоа е нарушување на суверенитетот на државата и стварање на паралелен систем. МВР има правила, има закони, има деловници. Има различни подзаконски акти. Суверенитетот на државата се смета по тоа колку границата е сериозно обезбедена. Да, тоа ти е Нарушувањето едно на од првите постулати. Нарушувањето На на државност. суверенитетот значи и нарушување на државноста. И нашиот државник кој што многу си ја сакал Македонија, ама татковина му била Косово, го наруши државниот суверенитет на република, како што сакаат да кажат, Северна Македонија, и ја наруши со тоа и државноста на државата. Осте го ова. Таму им кажав да ти пуштат скриншоти, ти е спреми ги. Ова е бруки. И од озгора на тога казнуваат полицајци кои што работат за 25.000 денари основица. По 20% 6 месеци.
А нив кој ќе ги казни? И Мицко вика, ама глупаво е тоа. Да, ова е нарушување на државност било, да, бе седни тука. Нарушување на државност ништо не е. Нарушувањето Пиштоли на на границата убив на дел. суверенитетот, тоа било Ништо не. глупаво било тоа. Глупава била интерпелацијата, пошто он е многу паметен. За него тоа е као споредно, као не е битно, као он е многу паметен. Као глупаво е тоа. Не бе друже, ти можеш си паметен, ама не си. Може за мехатроника си, ама за ова не си. Не. И мислам се виде. 75 дена имаш. Не. За 75 дена имаш направено поише пиздари него СДС у првите 2 години. Или било за другите да не правам, моја бе за другите влади. Груевски кога дојде на Кај го власт, имало ово време? Груевски кога дојде на власт у 2006-та, он у првите 100 дена изгледаше како да е на власт 15 години. Он така действуваше у првите 100 И како да е премиер у Швајцарија. Како да, он у првите 100 дена покажа дека он има како да владее 15 години. Па првите 2 години немаше еден, еве од денеска што ги знаеме како аналитичари про опозицијски про СДСМ, немаше еден човек кој што не викаше оваа влада немало вакво нешто. Значи нема човек еве и до ден денеска кој што нема да каже дека од 2006 до 2008 владата на Никола Груевски е најдобрата влада која што Македонија некогаш имала. Ние сега можеме да кажеме само дека ова е најкатастрофалниот владеачки состав во историјата на држава. Значи, и глупаво е вика тоа иницијативата, тоа е вика глупаво за интерпелацијата. Глупаво. Ама мечка, И не сериозно. тоа е односот негов према неговото гласачко тело. Глупаво бе, глупаво. Тоа е односот негов кон државата. Тоа е неговиот однос према пошироката македонска Ама јавност. глупаво е бе. Го пушта на неговата омилена телевизија, го пушта. А што ви чекај, што ви рекол за Филипче? Што ви рекол за Филипче? Дека ќе ја поддржи? Не, чек, што ви рекол за Филипче пред 4-5 дена, пред која беше? На втората или третата емисија? На втората емисија. Дека нема да влага у кавга, но ќе работи. Он ти Од страна. кажав дека Да. избегава конфликти. Да. Избегава конфликти, денеска вика, не, добро. Интерпелацијата ќе ја поддржи. Претерано е ова, Да. треба да се подржи. Не, Само ти кажам, не влага у конфликти. Не. ама пуштањето денеска на Гаши, изјавата пренеска на Мицкоски е во суштина откривање на перцепцијата која што оние имаат за македонскиот народ. Они мислат дека 1.800.000 луѓе кои што живеат во оваа држава се луди или глупи. Венко Филипче требаше да организира хаос у собрание. Затоа викам, не прави конфликтот. Ќе видиме. Ќе видиме утре како ќе помине Ова Венко интерпелацијата. Филипче, да сум ја на СДСМ. Па ти знаеш што ќе се деси у собрание? Па нема Гаши да влезе на столче да седне. Ќе видиме утре. Чекај бе. Другарите од левица што ќе спремат. Не, понижувањето е и за државата и за 1.800.000 луѓе кои што живеат, затоа што ова интервју е подценување на интелигенцијата на луѓето. Значи он што вика? Сабајле, интерпелацијата е глупост, го пушта Гаши вечер да искочи на сител и да прави мајмуни од цела држава. И во суштина тоа ја покажува која е перцепцијата на Мицкоски за сопствениот народ. Ти се глупаци, ти се будали, на све ќе поверуваат, пушти го Гаши вечер нек се испере. Глупа е вика интерпелацијата, иначе чисто информативно. Да. Чисто информативно за паметниот ајатолах на политиката во Македонија Мицкоски да знае, интерпелацијата ја поднесуваат пратеници зад кои стојат другите гласови кои што ти не си ги добил. Значи таму стојат пола милион гласови. За таа интерпелација стојат пола милион гласови на граѓани на држава. И ти на сите тие им викаш глупо е. Глупа е интерпелацијата. И види, ќе се согласиме до некаде. Дека станува збор за IQ некој. Нели зборевме дека за нивото на IQ. Ама тие се кај тебе. Веројатно затоа ти така се однесуваш. Дека сите се глупи. И дека интерпелацијата била глупа и несериозна. А што е според тебе паметно и сериозно? Да го донесеш 4IG? Тоа е паметно?
Македонија има подпишано со State Department, има подпишано договор дека нема да инсталира опрема Huawei. Пошто сме НАТО држава член. Затоа што сме НАТО држава. И ти го носиш 4IG и покрај предупредувањето на американската амбасада подпишуваш меморандум за разбирање за пријателство со 4IG.